Тоа што се прави после трагедијата во Кочани е невидено во светски размери. Селективна етничка, партиска, политичка поларизација со цел да се заштитат своите по секоја цена. И Ахметикова зборува за протести како основно уставно право на секоја опозицијска партија, не зборува за Крешник Бектеши како име, туку за тоа што се случува во државата. Начинот на кој што владата ја сегрегира, ги уништува основните кохезивни елементи на оваа држава. Тоа се три. Рамковниот договор го напаѓа и се обидува да го анулира целосно. Европската перспектива исчезна и трето, селективната правда која што е канцерот на недовербата во едно демократско општество. Изјавата на Ахмети по однос на локалните избори беше објаснување на ситуација доколку хипотетички законот за јазици би бил чепнат од страна на Уставниот суд. Тогаш едноставно нема логика политичкото функционирање во државата, бидејќи тука се завршува со рамковниот договор. Значи, првите два темели се веќе рушени. Прашањето на легитимитетот, гледате инженеринг на албанскиот политички блок, премиерот одлучува кој ги представува албанците. Нема логика зашто ние да учествуваме на избори, бидејќи некој друг одлучува за нас. Второ, балансерот и бадентерот, кој што е вториот столб, и трето, јазикот. Се чепне јазикот, нема веќе рамковен договор.